Замрзнате политичкиот диалог, кризата на институциите ја загрозува и економската стабилност. Паѓа индустријското производство, прогнозите за раст се попесимистички. Алармот го вклучува и Брисел. Кога и како ќе се пресретнат и ескалираат политичката и финансиската криза во Македонија. Колку владата ги загрозува и домашните банки. Добро вечер. Мои вечерашни гости се доктор Бранимир Јовановиќ и моите колеги Ида Протугер и Нина Фидановска. Добро вечер и благодарам. Веднаш на стартот, без да правам многу воведи, сакам да се определиме за први коментари околу позицијата во која двајцата опоненти, лидерите на СДСМ и ВМРО ДПМН и премиерот, влегал во своите партиски ролови. Едниот со фактот дека ги прекинува разговорите, бидејќи се јалови. Вториот дека не прифаќа сега дури никаква промена на министри, вклучувајќи го и него во рамките на така речената преодна транзицијска влада и се вкупно. Вас ве прашувам како економист. Дали ова катарза на политичката криза е веќе влезена во разрешница или е возможно падот на економската ситуација воопшто и падот на производството и падот на проценките на бруто општествениот производ може дополнително да влие врз политичките воства да седнат и да се договорат за да не доживееме некоја друга катарза која не можеме да ја контролираме. Искрено ми верувам дека тоа што веќе политичката криза се одразува врз економијата ќе влијае, ќе го заврза политичкиот диалог. Она што го слушам деновиве е дека и двете страни се на некој начин го користат падот кај економијата за да ја обвинат другата страна. Например, премиерот денеска или не знам деновиве изјави дека опозицијата, тоест Зоран Заев, е крив за тоа што економијата паѓа. Од друга страна, опозицијата го критикува премиерот за тоа што економијата паѓа, затоа што нели премиерот е главен за економски случувања. Така што мислам дека и двете страни ќе се трудат да добијат политички поени на економијата. Апсурдна е тезата дека опозицијата е виновна за лошите економски текови, меѓутоа е факт дека поминува 6-ти месец од политичката криза и дека сега веќе забораваме кој е инпутот и кој е аутпутот на нејзиното разрешување. Но исто така е многу симптоматично што во целата оваа состојба проценките стануваат многу подраматични во однос на стапките на раст, извозот, сомневањата дека може да се постигне дури и одржливост на отплатата на внатрешните и надворешните долгови. Апсурдна е тезата дека опозицијата е крива за економската криза, се согласувам. За врска со економскиот раст, тоа што сега се случува е всушност само реализација, но на што многумина го очекува, па и го најавува. Например, јас уште во април почнав да зборувам дека ќе има пад на економијата, тоест дека економскиот раст нема да биде толку висок како што предвидува на почетокот од годината, затоа што едноставно практично е невозможно да имате економски раст, да не се одрази ваква политичка криза врз економијата. Имате толку многу истражувања кои што покажуваат дека кога има ваква политичка криза, тоа секогаш се одразува врз економијата. Така што да се повторам, тоа што сега се случува, тоа што имаме ја намали проекцијата за растот, тоа е практично само признавање на она што беше очигледно. Што се однесува до сервисирањето на долгот, јас би кажал дека се уште тоа не е голем проблем, но може да стане проблем во некој догледно време. Остануваме сферата на политичката кулминација. Одеднаш сега се доведуваме во состојба дека извештајот на Прибе од 607 точки станува евангелие на Прибе и дека тоа владата го претвара у акцијски план, дека парламентот сега ќе се трансформира тоа во некаков општ консенсус за излегување од кризата, но имате становиште дека и за овој извештај на Прибе виновна е опозицијата. Јас само една паралела можем да ви направам во однос на извештаите на ММФ, бидејќи актуелно се во земјата и денеска има завршна изјава. Значи, како што е ова евангелие, нели, според Прибе, дека владата го прифаќа и се согласува со сето тоа, во сите изминати, да речеме, некои 4 години, после секој извештај на ММФ, тој е изготвуван прочем и со владата и тие велат дека тоа е добро, одлични се препораките, дека ќе ги следат.
Меѓу другото, пред 4 години, пред 3 или 4 години, ММФ вели дека мора да почне консолидацијата на буџетот, значи да се намалат трошоците за да се сведат дефицитите во разумни рамки, за да може Македонија да ги отплаќа и да ги сервисира долговите во иднина. И власта тоа се согласува. Прво ММФ ги потсеќа дека немаат фискална стратегија, што е законска обврска. Во Законот за буџетите, член 16 вели дека фискална стратегија мора да биде база за подготовка на буџетите. Ставровски не ја носеше. Тие го потсетувате нека да, тоа е многу добра препорака, ние фискална стратегија сега ќе подготвиме и проектира дефицити, да речеме за 2013, 14, 15 и 16, мислам дека година. Значи во тие дефиците се да речеме 3,5, 3,2 и завршува 2016 со 2,6. И ММФ вели да, така треба, нели 2,6 мора да го сведете буџетскиот дефицит. И стигнавме до 4,2. 4,2 лани. Значи владата во ниту една година не го почитува тоа што самата се обврзала и дополнително, иако вели дека да, ММФ нели е во право и документот и препораките се добри, си носи нова фискална стратегија ланската година каде што се ги зголемува дефицитите. Тоа значи дека самите нивни државни документи не си ги почитуваат или се ги третираат, еве сега во Фокус баш пишав на таа тема, како тоалетна хартија. Ме разбирате, значи самите држави, вие не сте сериозен партнер за преговори ако си ги погазувате собствените проекции, веќе ММФ не знае на што да верува, бидејќи и повторно ги повторуваат во последниот извештај од почетокот на годината. Беше добро да се задржите на 2,6 во 2016, како што ветивте. Меѓутоа таа бројка веќе не се споменува. И сега исто со извештајот на Прибе. Вика да, одлични се препораките, меѓутоа ќе видите дека на терен ништо тоа нема да се спроведе, односно ќе се обиде да се изманипулира. Протегер, како ја доживуваш ова ситуација во која Заев прогласува прекин на преговорите? Груевски на тоа денеска тврдо му одговара со партиски став, предполагам консенсуално, дека нема поместување, нити даваат министри, нити и тој се повлекува. Ако политички нели го анализираме тоа, јас мислам дека Заев конечно ги послуша советите, односно дека неговата дека опозицијата само губи ако обстои, ако продолжи да преговара со власта, бидејќи Груевски го спроведува истото што го спроведува секоја година, значи изборен подкуп масовен на кој сме ние сега сведоци изминатите 2 месеца и тоа не стои во буџетот. Ниту еден од овие, мислам, многу трошоци што на кои сме сведоци овие 2 месеца не стојат во буџетот. Тоа повторно нели значи дека они си ги погазуваат тоа државните документи, меѓутоа едноставно Груевски влегува во тие преговори со филозофија на ИТРП, значи да ги изигра или да троши. И сега веќе почна предизборниот подкуп и не е важно дали он ќе се повлече 3 или не знам 4 месеци пред изборите. Фидановска, има една ситуација која ми е мощно симптоматична, а тоа е реакцијата на Хан и на Брисел. По сета логика, тоа требаше да биде политичка порака до Заев и за Груевски, но аргументацијата е мощно симптоматична. Дека бруто општествениот производ е речиси на нула, нели, ако не е и под тоа, дека невработеноста добива нови галопирачки размери, а повторно имаме реакција од оптимистичката влада на Груевски и на Пешевски дека тој не знае и дека ние сме со раст кој ќе биде најголем или најдоминантен во Европа. Највисок во Европа. Како ти ја гледаш таа дисонанта? Да, јас уште вчера кога го слушнав интервјуто на еврокомесарот Хан, навистина ми беше чудно, бидејќи сепак од почетокот на годинава стартуваше со раст на бруто домашниот производ првиот квартал од 3,2%. И навистина дојде како шок, значи во ситуација кога еве и ММФ кажува дека 3,2% ќе биде оваа година растот. Дојде како шок кога господинот Хан вели дека растот е сега на нулата, па може би под нулата. И нели со онаа бројка дека невработеноста е 30%, што и не е далеко од вистината, околу 27% се движи. Тука моето мислење и со сите експерти денеска со кои што се консултирав работејќи ја токму таа тема, сите мислат дека навистина господинот Хан можеби нема целосни информации, или пак што е мое мислење е дека тој сакаше да ги предупреди на некој начин политичките страни колку е сериозна политичката криза и колку сериозно треба да се дојде до решение. Бидејќи последиците можеби ако навистина не е нула оваа година, ако не заврши економскиот раст со нула стапка на раст, сепак може да биде, значи навистина онаа стапка сигурно од 4%, тоа сите се согласни дека нема да се оствари оваа година.
Но пак од друга страна сакам да кажам една работа, според мое мислење, апсолутно се согласувам и со Бранимир и со Ида, дека опозицијата, ама и најмалку не е виновна за сега што е дојдена оваа ситуација со економијата и дека во никој случај не сме економската состојба да се користи како притисок врз опозицијата за таа да направи отстапки кои што потоа нели нема да донесат добро за државата. Значи отстапки, помалку демократија за повеќе економија, јас не би се согласила. Значи сметам дека не би смеела опозицијата да попушти. Има теза која вели дека стабилноста пред демократијата. И па јас не се согласувам, ја мислам дека таа теза со која што со години во земјава владееше стабилноста пред демократијата, дојдовме ние како држава до оваа ситуација во која што вие имате такви сомневања за владеачката гарнитура, а во кој што владеачката гарнитура значи не смета дека треба да поднесе оставки, туку кажува дека нели мене народот ме избра и ние треба да продолжиме да бидеме на власта. Овие сомневања што треба да се испитаат, тоа како да се сака да се стави под тепих. Значи јас не се согласувам со тезата дека сега корелацијата меѓу политичката нестабилност врз финансиската и економскиот развој? Апсолутно има, значи како што кажа Бранимир, значи еве ние со сите фирми што контактираме, значи тие велат дека имаат проблеми. Сега тука и грчката криза се вклучува, па со партнери со кои што соработуваат, нели, имаат проблеми со плаќањата, со договорите, со сделките што ги склучуваат. Тоа, значи не велам дека не се тие две работи поврзани една со друга. Само јас сакам да кажам дека не би смеело сега ова економско, да речеме, намалување да се користи како притисок врз опозицијата дека таа треба да направи отстапки кои што да речеме за кои што не, како што кажа, и да не ја поддржуваат нити граѓанското општество кое што застана на нејзина страна во целата оваа ситуација. Јас само сакам да кажам околу бруто домашниот производ како индикатор воопшто. Мислам дека растот, значи нели премногу се зборува за овој очекуван намален раст оваа година, меѓутоа бруто домашниот производ како индикатор не отсликува целосната ситуација во економијата и колку е таа лоша. Еве зашто? Затоа што да речеме владата сега можеби да реши да најде некои кредити, да поттикне потрошувачки и тоа да се одрази позитивно врз растот. Но тоа не значи дека ние имаме здрава економија. Ние немаме економска политика, но туку ние имаме партиска економија. И тоа трае многу години, долги години наназад. Значи откако се зголемија, откако почна политиката на зголемени буџетски дефицити од крајот на 2009 година, значи ние апсолутно имаме партиска економија. Ако во моментот иако сега го врзува тоа со преговорите нели со Европската унија и нашите пати што одат кон Брисел, ако ние во моментов на страна од демократските процеси се влеземе во Европска унија сега, нашите сите домашни фирми ќе затворат. Знаете зашто? Заради тоа што ние апсолутно оваа влада не водеше политика каде што ќе обезбеди амбиент на инвестиции. И тоа ММФ во извештаите го нотира дека државата само зголемува својата улога во економијата и тоа го прави главно пред избори, да речеме, се главните трошења, што значи дека апсолутно тоа ви укажува индикатор дека е тоа партиска економија, значи оној клиентализам за кој говори Ципрас во вчерашниот говор, ме разбирате, значи кај нас ние трае со години, секоја година или секоја втора имаме избори и тука се насочени трошењата. Меѓутоа немаме амбиент каде што ќе се поттикнат компаниите да инвестираат во нови погони каде што би зголемиле конкурентноста за да се надпреваруваат со европските компании кои ние би влегле во Европа. Ние буквално имаме како една договорна економија, ствараме стопанство што е зависно од тендерите на власта и нема амбиент за инвестиции. Доктор Ивановиќ, и да извини, кажете ми во економетријата, кој ќе влезете во проценка и на буџетската потрошувачка и на макроекономската политика и така натаму, ние на крајот од минатата година, пред донесувањето на буџетот, тргнавме со оптимистички варианти до 4,4 пораста бруто општествениот производ. Веќе тогаш се навестуваше ова дел од оваа криза и на институции и дел на политичката конфронтација што може да настане. Само за 6 месеци. И гувернерот и сите економски аналитичари тоа го симнаа на 3 со мощни сигурни индикации дека тој тренд на намалување ќе продолжи. Ако е тоа така, дали политичката криза е индикатор дека некој треба да се освести за да можеме да ја решиме и да можеме да ги избалансираме овие
внатрешни економски проблеми. Внатрешни, не зборам за надворешни. Да, во врска со проценките за растот на БДП оваа година, начинот на кој што може да се да почнам на еден поинаков начин. На сите ни беше јасно веќе на почетокот на годинава дека ќе има некој забавување на растот. Меѓутоа проблемот беше како да се квантифицира тоа. Како да кажете дали растот ќе биде 2 или 3 или 1%. Најдобриот начин да се направи тоа е ако се согледат некои постоечки студии. Постојат економетриски истражувања кои што покажуваат дека кога има политичка криза која што е слична на македонската, а тоа е да кажеме умерена политичка криза во која што има смена на присилно, тоест не смена на избори, него внатрешна реконструкција на владата, тоест смена на неколку министри, тогаш во таквите случаеви GDP, тоест бруто домашниот производ е понизок за 2% поени од обично. И така ја доаѓам до онаа моја проценка дека оваа година бруто домашниот производ, растот на бруто домашниот производ нема да биде повеќе од 2%. Значи на тој начин може да се квантифицира тоа. Во врска со прашањето дали моменталната економска криза во Македонија, тоа е забувањето на растот во Македонија, како треба да се толкува тоа, моето гледање е следново. Ние сега имаме жртвување на економски раст на краток рок за да добиеме повисок економски раст на долг рок. Значи тоа што сега ќе имаме ние забавување во економијата заради политичката криза, заради нејзиното разрешување, заради подобрување на институциите, тоа не треба да биде никогаш оправдување за тоа кризата да се реши побрзо. Едноставно тоа е цената за да се обезбеди повисок економски раст. Значи не е битно да имаме брза разрешница на кризата, битно да имаме добра квалитетна разрешница на кризата. Затоа не треба да се брза со разрешување на кризата, дури по цена да имаме нула економски раст оваа година, дури да имаме некој си понизок економски раст до година, не треба да се брза, затоа што сега е времето да се сменат институциите, затоа што не имаме нефункционална економија. Не имаме економија која што не продуцира економски раст, затоа што во времето на оваа влада економскиот раст е помалку од 3%, што е пониско од земите од регионот како на пример Црна Гора или Албанија, дури Косово. И имаме раст кој што е со лош квалитет, како што каже Ида. Првата причина е затоа што растот е базиран на задолжување на владата во странство. Втората причина е што растот е базиран на странски директни инвестиции, кои што на некој начин ги експлоатираат работниците. Сетете се само за смртните случаи во одредени фирми во последно време. И третата причина е што растот е многу лошо дистрибуиран. 2/3 од растот во времето на оваа влада завршува кај најбогатите 1% од луѓето. Значи ние имаме економија која што е длабоко нефункционална и таа економија треба да се коригира, таа економија треба да се смени. И време е сега да жртвуваме нешто од економскиот раст на краток рок, за да формираме економија која што ќе биде функционална и која што ќе продуцира економски раст на подолг рок. Оваа теза на Јовановиќ малце дисонантна наспроти аберите од Брисел и на така речените дипломатски булдожери. Нуланд и Хан доаѓа, тоа не е воопшто ни симптоматично, туку е мощно и агресивно најавувано. И при тоа е сосема известно дека тие, за разлика од Јовановиќ кој бара по секоја цена да се најдат излезни решенија, па и да се забави економскиот развој, тие предупредуваат дека Македонија се наоѓа во сивата зона на комплетна нестабилност. Што е тоа? Со должна почит кон Европската комисија, меѓутоа тие немаат економисти што следат детално економската ситуација во Македонија и се потпираат главно на извештаите на ММФ, Светска банка, Народна банка. Вие кога прочитате пролетниот извештај на Европската комисија за Македонија, ќе мислите дека ова е рајнек дека на земјата, а не дека сме ние во проблеми за кои зборува и Бранимир. Добро, ми Светска банка кога прочитате со Doing Business, ќе мислите дека сме вистина рај. Па не, Doing Business се злоупотребува, бидејќи Doing Business е еден начин, мерка на Светска банка за да се поттикнат реформи во одредена земја. И тие самите јас уште на времето сум кажала, имаат во самата Светска банка една група што ги евалуира, ги оценува политиките на Светска банка или мерките. И тие самите за Doing Business велат дека тоа е начин на охрабрување, меѓутоа Doing Business апсолутно не ја отсликува и не ја објаснува вистинската економска ситуација во земјата. Значи се земаат неколку параметри. Ако тврдиш, се извинувам, ако тврдиш дека Брисел нема економски аналитичари за да може да ја проценати македонска состојба, се разбира финансиска и економска, тогаш ми е индикативно врз основа на што излегува Хан со проценки за економските параметри на Македонија, со политичкиот револвер упатен до
партнерите во преговорите. Па јас искрено мислам дека тој не ја базираше таа изјава на конкретни податоци, колку што сакаше да изврши притисок. Нина? Јас истото и преиска мислам истото го кажав. Значи јас повеќе ја доживувам таа негова изјава како политичка, отколку како економска, бидејќи според ни еден параметар сега што го има, не изгледа дека со 0% раст ќе заврши годината или дека сега е растот 0%. Навистина има некои параметри кои што покажуваат намалување. Затоа точно целосно се согласувам со Ида кога викате дека он навистина тоа го прави за да изврши притисок дека што побргу треба да се најде решение за политичката криза, бидејќи во спротивно многу големи економски последици ќе има. Меѓутоа, исто така не мислам дека ние треба да се раководиме од тој притисок, бидејќи, како што кажа Бранимир, пресудно е да имаме поквалитетна економија и поквалитетни институции во иднина, наспроти тоа дека сега мора што побргу да се реши кризата. Јас не гледам зошто се ако се реши сега во јули, ако не се реши во септември, што толку драматично може да се смени за да мора одма да се реши. Но пак ќе кажам, јас немам информации до каде се преговорите, па за да знам што според вас би можела да биде разврска на аберите што ќе ги донесат Нуланд и Хан? Дали тоа може да биде 95-та со Холбрук, 2001 со Пердју и со Леотар, или едно ново предупредување со тоа сепак дома сами да си решиме се? Бидете повторно да зависи од нас, нели, мислам од домашните капацитети на политичките партии и на преговарачите. Тие сакаат да видат разрешница. Меѓутоа да не заборавиме дека Хан доаѓа со мотив тој некако да го оправда својот ангажман за проширување. Значи и за нив би било, како да кажам, неуспех, нели, една земја одеднашка да се врати толку назад, така да не знам да ја одземат препораката или и гледате дека тие цело време го влечат процесот кон некаков договор. Меѓутоа, јас сум на мислење, значи тоа е моје лично мислење, дека апсолутно не треба да се преговара, бидејќи поведението на Груевски и на оваа влада цело време покажуваат изигрување. Еве ја ви кажувам во економскиот дел. Значи за задолжување не треба да за се преговара сега. Не. Но мора да се преговара и мора да се најде решение. Видете, значи ќе дојде време на избори, еве зошто мора да има другата година избори во април баш? Според мене не мора. Може да јас мислам дека треба да се преговара за Заев и Груевски и лидерите подпиша и тоа е веријуто во сериозноста на политичките воства, кога нешто ќе подпишат да го реализира. Значи има ли нешто посериозно од буџета да го изиграш? Го подпишаш, го носиш и го изигруваш. Има ли нешто посериозно во една држава од буџет што ти го изигруваш и ја лажеш меѓународните финансиски институции? Значи во дефицитите за кои ги задолжуваш македонските граѓани. Ме разбирате колку е несериозна и нашата преговарачка страна и во власта? Значи не значи тоа дека ако Заев подпишал и сега на пример се откажал од одредени причини дека сега треба да се фрлат по опозицијата. Значи јас тука не кажувам за едни или за други. Чекајте, и Заев кога влегуваше во политичката пресметка. Не ги знам и во евентуалната пресметки. разврска, па го имаме од пржино како што сега тоа меѓутоа, селски е наречено тој документ или како сакате приградски, има и една ситуација. И СДСМ знаеше со што влегува. Ги знаеше истите ујдурми на оваа власт на црниот понеделник кога го направија тоа во предвечерието на донесувањето на буџет. Ама јас не се согласувам со тоа што воопшто влегува во преговори. Ме разбирате, вие ме прашувате за моје лично мислење. Ја не се согласувам во тоа што влегува и во тој договор од пржино. Јас да сум Заев не би ни влегла. А дека има потреба од експертска влада, значи јас дури не би зборувала ни за преодна подобра експертска влада за која би имал поширок консензус кај помеѓу граѓаните за одредени луѓе што би ги зазеле министерските позиции, има потреба. И тоа дека биде најмалку со 1,5 година мандат, бидејќи како што кажа и Бранимир, јас се согласувам дека ние тука треба да ги воспоставиме одново темелите на институциите. А темели на институциите не може со вакви преговори да се дали ќе држи Груевски 2 или Заев 3 министерски места. Еве да ви ја кажам сега ситуацијата. Ако Груевски го даде Министерството за финансии, да речеме на опозицијата, и престанат овие предизборни подкупи, ќе рече па ние кога го имавме финансии за сите имаше и субвенции и се предизбори. Сега нема затоа што е Груевски крив. Ако пак го задржи, ќе продолжи истото поведение на изигрување, ме разбирате? Значи еве преговараат за МРТВ. А другите медиуми што се? Ама мислам дека влезени во оваа шема на политичко интриганство дома, не ја гледаме глобалната
слика. А глобалната слика се тумба регионот. Не, се тунга Грција, имате бран на мигранти. Точно, ама не големата можеме да слика- живееме во собствената егоистичка фаза. Ја начнавме кризата и сега не можеме да излеземе од неа, ќе чекаме. Точно, ама дали вие гледате глобалната слика, големата слика во регионот или големата слика дома? Бидејќи ако ја гледате големата слика дома, тогаш е подобро да има експертска влада, а не преодна влада за да се воспостават одново, затоа што ова ќе биде прикрпување. Ова нема да биде, значи да се воспостави темели на еден здрав и систем на развиена земја, каде што институциите ќе бидат силни, законите ќе важат, нема да има договорна економија, него едноставно ќе има систем каде што буџетот ќе биде буџет. Значи ние тоа за да го воспоставиме, јас мислам дека треба најмалку година и пол до две да има некоја експертска влада мандат, бидејќи доаѓаат долговите за отплаќање. На крајот на годината во декември ќе дојде да се отплаќа еврообврзницата. Лани издадоа еврообврзница од половина милиарда. Колку е тоа потрошено ние не знаеме. Не се доволно транспарентни институциите, ве ни наследи на дневна база Министерството за финансии. Значи едноставно следи тежок период во тој дел. Значи, затоа велам дека можеби експертска влада е подобра за да се справи со тие проблеми наместо политички партии. На крајот на криштата може некоја друга политичка партија Јовановиќ, сака да што е според освои вас минимумот политичката порака што ќе ја донесат Хан и Нула? Не знам кој е, ја искрено не очекувам дека ќе донесат нешто ново. А што мислите дека протоколарно само ќе прошетат Па, и не ќе знам. удрат по една политичка порака и шлаканица и ќе си отидат? Да, мислам дека тоа ќе се обидат да го направат. И искрено се плашам дека опозицијата ќе можеби ќе се согласи да ги прифати нивните предлози. Мислам веројатно ќе има некој подобрување во однос на оно што било на маса до пред некое време. Меѓутоа тоа нема да биде суштинско подобрување. Тоа ќе биде некое минимално подобрување. Не знам ако претходниот пат на маса биле 3 месеци пред изборите оставка, сега може да бидат 6 месеци. Меѓутоа тоа не е суштинска тезата на Ида дека треба тоа да биде експертска и подолгороčno траење на владата. Да, ја како прво уште од пред да се доврзам на што кажи, да не ми е јасно зошто воопшто опозицијата влезе во преговори со власта, затоа што сите и граѓани и граѓански организации и многу луѓе зборя дека едноставно со ваква власт не може да се преговара. Ова власт има покажано веќе неколку пати дека едноставно кога влезеш во преговори со нив таа ти изигрува. Црниот понеделник самиот го спомнавте. Затоа не беше јасно воопшто зошто влегува во преговори, посебно што тоа се случи во момент кога протестите беа на кулминација во мај. И не ми беше јасно зошто воопшто се постави оној камп пред влада, зашто практично се врзаа протестите. И што уште сакам да кажам, дека се плашам дека можеби опозицијата пак ќе се согласи на некој си евентуален договор. Мислам дека не сме да има договор. Чекајте, има една нелогичност во овие реакции. Власта, ако е семи микрија, како што изведувам заклучок од вашите настапи, тогаш ова евангелие на Прибе, кое е трансформирано од 6-7 точки и кое е директно адресирано до неволните институции на владата на Груевски, тоа значи дека е баш тоа тоалетна хартија. Јас така мислам. При тоа да не забравиме дека амбасадорите на Европска унија и на САД излегува од кабинетот на Груевски со 12 точки само пред 2-3 месеца. Ви текнува која рекоа што све треба да направи. Тоа требаше да го направи не Заев, Груевски. Ама не го направи. Нема ништо, нема за содржината на телефонските разговори до сега ништо. А има еден куп постапки против Заев. Нина? Па јас она што сакав да кажам сега од нели вие го прашавте Бранимир, што очекуваме од Нулант и од Хан. Мое мислење е дека има притисок од меѓународната заедница и јас да бидам искрена сега од она јавно што го гледаме, јас не гледам кој е притисокот врз власта. Значи вие имате една ситуација, извештајот на Прибе, значи станува достапен до јавноста, ние гледаме таму што се треба да се направи и од каде е идејата на власта дека тоа треба сама да го спроведува. Значи и они утре дента имаат седница на влада и носат акцијски план во кој што кажуваат еве сега ние сите реформи што Прибе ги наведе дека треба да бидат спроведени, а тие се сериозни, дека ние сега ќе ги спроведеме. Значи јас очекував, ако вие инсистирате на договорот од 2 јуни, таму има организација на преодна влада. Како тогаш оваа влада, која што не е преодна, како ќе ги спроведе сите овие реформи? Мене, значи, навистина тука не ми е јасно и не ми е јасно, јас не слушам искрена да бидам од меѓународната заедница некој посилен
притисок врз власта за овие нивни постапки, еве како што вика Ида, за сите тие изигрувања кои што ние гледаме. Значи, они еден ден на седница на влада носат некој акцијски план дека ќе спроведуваат реформи, после тоа се излегува, се кажува, полицијата од утре поголеми плати за 5%, социјални давачки за 10%. Како што кажува Ида, значи тоа го нема во буџет никаде. Не знам ваква мерка, не знам привремените вработувања ќе преминат во редовни. Значи, јас не гледам каде тука владата сериозно нешто прави за да ги исполни реформите. Значи, баш си продолжува со оној пристап коруптивен, клиентелистички, како што си ги добива изборите сите изминати години. И сега како ние да очекуваме дека тоа што вели Бранимир, ако еве се повлече на 1 декември Груевски или не знам дали ќе биде тоа на 1 ноември, каква промена ќе има во расположението? Нели говори доволно дека за проформа тие, за проформа исполнувањата. Формирали веднаш собраниски комисии, рекоа еве ја вклучуваме опозицијата, а кој од опозицијата? Роза и Буралиева. Значи гледате какви прават потези на изигрување каде што проформа демек ги независно од овој тип на манипулација. Јас читам и во агресивното однесување на одреден начин притајување и на 20 лидери. По вчерашното обраќање на Заев, денеска има седница свикана на потесното раководство и на коалицијските партнери. И тоа откако се разговара со Хан, откако се навестува дека и Хан ќе дојде и Нуланд и така натаму, а и изјавата на Груевски е изјава под стрес. Таа не е веродостојна, дека нема да даде ништо. Тоа само слаб политичар излегува со таква формулација и според мене тоа е прв знак дека е подготвен за компромис. Прашањето е сега дали ќе биде принуден на компромис или ќе мора да го прифати. Да се дообјаснам, преска не се доискажав. Едноставно 3 или 6 месеци се прекраток временски период за да се направат суштинските промени што ќе водат кон демократизација на општеството и кон возможување на спроведување на регуларни избори. Мислам, вие треба да го расчистите, да ги расчистите сите индиции за криминал поврзани со аферата прислушување. Тоа е невозможно да се направи во рок од 6 месеци. Луѓе мора да понесат одговорност. Треба да направите попис на населението, треба да прочистите избирачкиот список. Невозможно тоа да се направи во период од 3 или 6 месеци. Затоа е потребно, затоа викам дека не смее да сега опозицијата се согласи на договор, туку треба да инсистира на подолг временски период и на посуштински промени кои што ќе доведат до тоа. А се разбира дека лидерите и на владеачката партија и на најголемата опозицијска партија моментално тактизираат. Тоа едноставно не смее да се покажат како слаби пред нивниот електорат. Затоа излегуваат со такви јаки изјави. Јовановиќ, Фидановска и Протогер се гости во вечерашната топ тема. Во првиот дел околу политичките пораки што стигаат од Брисел и пред доаѓањето на Хан и на Нуланд, разговаравме и за модалитетите на можното решавање на политичките аспекти на кризата. По ЕПП се враќаме на многу поважната димензија на можните последици на политичката криза врз финансиските и економските текови. И натаму сте во топ тема. Јовановиќ, Фидановска, Ниневска ме предупредија тоа да го кажам. Протогер Велковиќ. И јас и натаму ќе останам на ниво на Перту, се разбира. За сите тројца. Дали денешното резиме на ММФ после мисијата е освестување, предупредување или сериозна негација на владините мерки? Па не би кажал дека е негација на владините мерки, би кажал дека тоа е констатација на очигледното. Она што многумина, и дури гувернерот веќе го најави дека економскиот раст ќе биде понизок него што се предвидуваше на почетокот на годината, ММФ сега го документираше. Она што многу критичари на власта, тоест на владата, го зборуваа дека треба се намалат непродуктивните трошења, ММФ сега на некој начин го документираше. Така што ја би кажал дека ова е само констатирање на очигледното. Да, но ММФ констатира дека растот од 3,2 се базира на инвестиции во јавна индустрија, силниот раст на кредитите и така натаму, што е блиску до тезата на Ида Протогер. Нам реалниот сектор ни е во една лепдечка лимбо ситуација на исчекување на политичката криза во која беше
по тортура на власта од даночни инспекции, управни инспекции и така натаму, и реално јавни набавки без важење на принципите на либерална, односно на пазарната економија. Ако е ова констатација на ММФ, дали е тоа политичка порака? Иде? Јас најмногу ги чекам извештаите на ММФ што се подетелни и доаѓаат 2 месеца од како ќе заврши нивната мисија. Тие толку се прецизни во нивните констатации на очигледното што вели Бранимир. Например, тие констатира дека ние сме сведоци, да речеме, на тоа дека во изминатите години владата на почетокот кога го носи буџетот вика оваа година ќе имаме рекордни капитални инвестиции, нели, што е добро за растот и за економијата. Меѓутоа при првиот ребаланс тие кратат толкму кај капиталните инвестиции. И ММФ например констатира, вели, ние не можеме да дадеме оценка колку се оштетени капиталните инвестиции од таквите ребаланси, бидејќи немаме ни временска рамка во кој период тие треба да се реализираат и нели нема една како да кажам секоја година, нели, колку е реализирано и колку преостанува. Значи повторно доаѓаме до она дека ММФ уствари сето тоа што ни се случува го констатира на еден дипломатски и умерен речник во нивните извештаи што доаѓаат обично 2 месеца од како ќе заврши нивната мисија. Ова е само една завршна изјава што е усогласена, да не заборавиме, со македонската влада. Македонската влада им одобрува, секогаш се договараат како да изгледа таа завршна изјава. Значи не е ова само на ММФ едностранно гледање, него тие ги усогласуваат, бидејќи македонската влада им е партнер во преговори, да речем, во тие разговори. Така што и во деталниот извештај мислам дека повторно дека ќе ја кажат точната дијагноза. И за зголемената улога на владата во економијата, и за тоа дека има предизборни трошења. Тие во првиот извештај во јануари точно кажуваат дека во кварталот пред изборите потрошат 2/3 од буџетскиот дефицит. Нина? Јас би сакала само да кажам дека овој што велите сега најнов извештај или завршна изјава на Меѓународниот монетарен фонд, како што кажа Бранимир, точно тоа е констатација на очигледното, меѓутоа овие пораки за консолидација на јавните финансии не се некоја новина. Значи Меѓународниот монетарен фонд во речиси сите своји извештаи во минатото се занимава во последниве неколку години се занимава со јавните финансии, значи предупредува на буџетските дефицити кои, како што кажа Ида, значи од почетокот на годината треба да бидат 3%, па потоа се зголемуваат до 4%. Исто така предупредуваше дека треба да има фискална стратегија, значи ММФ постојано ги дава овие предупредувања. Не знам дали се сеќавате, пред неколку години имаше еден извештај каде што ММФ предупреди дека владата му должи големи суми на приватниот сектор по основ на ДДВ. Да, значи па тогаш дури после тоа, значи многу од бизнисмените не сакаа јавно да говорат дека владата им должи по основ, нели, на сделки што ги имаат со министерствата или со други јавни институции. ММФ го напиша тоа во својот извештај, па потоа и владата призна дека должи. Прв пат сум неинформиран. Дали види кадар, иначе обично мисијата која ќе заврши својата работа во Македонија, па ќе се сликаат со гувернерот, со Ставриски, денеска имаше таков кадар некој? Денеска немаше, значи денеска тоа беше писмена завршна изјава, што е невообичаено. Јас не знам дали добро слушнав на една од телевизиите дека од ММФ кажале, значи не би сакала погрешно да кажам, меѓутоа дека кажале од ММФ дека тоа било барање на владата или желба на владата да нема онаа заедничка пресконференција која што ни е добро позната на сите, значи шефот на мисијата на ММФ со министерот за финансии и со гувернерот. Значи секогаш е тоа заедничка изјава и Значи Хан нема врска, како што вели подпредседателот Пешевски, меѓутоа индикативните податоци и согледување на ММФ се фрапантни, тој што знае да ги чита и меѓу редови. Меѓу другото, например, еден парадоксален детај, дека властите треба да прават континуирани напори за обезбедување полесен пристап до кредити на приватниот сектор и искратување на задоцнувањата на наплатите. Тој што знае да чита, значи дека повторно се одолговлечува, дека внатрешниот долг, како што пишува Протугер, не е проблемот само на транспарентноста, туку и на скриените ненаплатени и наплатени фактурирани, а ненаплатени побарувања. Пак ќе кажам, тоа е само констатација на очигледното. Многу економисти, вклучувајќи ми и мене, вклучувајќи го и Петар Рошев, со месеци назад, ако не и со години, зборува дека главен проблем кај јавниот долг се arrears, тоест неплатените обврски од страна на владата.
Тоа денеска, ова сега вие што го спомнавте, тоа практично денеска МФ го констатира. Има ли некаква апсолутна или миксирана верзија на тоа колка ви се тие неплатени долгови? Јас сум правил некои пресметки, проценки, се сведува во голема мера на шпекулации, затоа што станува збор за неплатени субвенции, например, кои што никој не знае колку се. Пред некој време владата кажа дека сите субвенции се исплатени, тоест најголем дел од субвенциите се исплатени, меѓутоа имаше информации дека владата должи за посла на субвенција околу 200 милиони евра. Така што не можеш едноставно да знаеш што е вистината. Не знаеш колку должат, не знам, за градежните проекти за Скопје 2014. Не знаеш колку должат општините, никој не го знае долгот на општините. Така што има премногу такви работи и премногу е шпекулативно да се каже колку е. Но од прилика тоа би, според некои тие мои пресметки кои што во голема мера се согласуваат со пресметките и на други економисти, тоа би требало да изнесе околу 5% од БДП. Значи, ако официјалниот јавен долг е околу 45%, со тие обврски би изнесол околу 50%. Ако ја добро читам од завршениот извештај на ММФ, освен баланс на фискалната и буџетската потрошувачка, тоа што е мощна индикативно е сугестијата за намалување на трошоците за стоки, услуги и субвенции, што инаку е најдобриот и најподатливиот начин за изборна и политичка манипулација. Па, во врска со субвенциите, веќе со земјоделските субвенции, оваа влада, јас одамна за тоа кажувам, дека не ги врза субвенциите за инвестиции, например, во земјоделското. И вие ако направите анализа... Или за производи за извоз. Или за готово производство. Да. Па добро, пак се за инвестиции, нели, за да извезуваат производи со повисока додадена вредност. И вие ако анализирате, значи ако ги гледаме статистички, не се зголемило производството во тие гранки, да речеме, што тие ги субвенционират, или се зголемило многу малку, да речеме. Са многу гранки се, нели, некаде има намалување, некаде има зголемување. Меѓутоа, генерално не поттикнуваат инвестиции, каде што земјоделците би се поттикнале да се здружуваат, да прават, да речеме, големи готови производи и да се јакне на тој начин извозот. Него буквално, нели, служат како за предизборен подкуп. Меѓутоа, ако рачунаме во пари, нели, цело време ќе ги збуниме гледачите, зборуваме за проценти. Значи, од почеток, од крајот на 2009, кога почнува оваа зголемена политика на зголемени буџетски дефицити, власта потрошила 2 милиарди евра надвор од она што и го дозволуваат приходите од собрани даноци, нели, од буџетот. Значи, ги задолжила граѓаните за екстра 2 милиарди евра надвор од приходите, и сега ние да видиме што се изградило со тоа. Еве денеска вчера видовме некој брз воз, еден, да речеме, и лани после 8 години власт, што би било рамно на, нели, 2 мандата по 4 години, првпат почна да се градат автопати. Тоа значи дека се друго, значи сите пари се трошеле на субвенции, на Скопје 2014 и на слични проекти, што едноставно не ја јакнат економијата за да ја зголемат платежната моќ на во иднина. Сега ние ќе се доведеме како во Грција, како граѓаните на Грција. Граѓаните во Грција, ако сте ги прашале пред, не знам, 10 години кога владите, нели, со оние клиентелистички односи им давале бенефиции, зголемувале, не знам, пензии се, тие биле пресрекни, викале да, оваа влада е одлична, зголемува пензии. Меѓутоа сега истите плачат, бидејќи треба да ги враќаат долговите и нема лесен пат назад. Значи, па дури и Кругман, што вели, нели, го поддржува Ципрас, нели, дека е лоша политиката на вакво штедење, вели дека треба да, ако се вратат на драхмата, да девалвира. Значи, нема лесен пат, или ќе вратиш драхмата, ќе девалвира, или ќе примениш мерки на штедење. Апропо на овие крупни инвестиции во возовите што од Кина ги нарачуваме, одма денеска прочитав твит, вика, веќе кај Зеленикова на оваа пруга ќе излетат од пругата овие брзи возови. Нина, дали овие предупредувања на ММФ, освен на планот на финансиската стабилност на банките, нивната докапитализација, бидејќи ние стравуваме со пренесување на дел од кризата преку Стопанска банка и Алфа, сите други се во негативна конотација. Мислиш ли дека тоа допира до инаку еуфоричната влада која тврди дека и натаму ќе имаме економски раст меѓу најдобрите во Европа? Па, зборувате за овие колку што можев да прочитам во извештајот на ММФ околу банките, значи тие стравуваат од прелевањата на грчката криза, меѓутоа укажуваат дека
Банките се добро капитализирани, вклучително и двете банки што се во грчка собственост, но укажуваат и дека Народна банка треба да ја следи ситуацијата и ако има потреба да реагира со монетарната политика. Така да сега тука не знаеме како ќе се развива ситуацијата. Меѓутоа, она што рековте владата повторно што вели дека ќе имаме највисок раст во Европа, тоа се веќе тие познати, значи, говори популистички на кои се навикнавме и јас не гледам каква вредност тие имаат, освен пред домашната јавност. Значи, мислам дека владата ги разбира предупредувањата од ММФ, значи тоа дека е целосно свесна за предупредувањата. Меѓутоа, со овие потези кои што ги влече, значи еве само од почетокот на годината или само во последниот месец, во последните 2 месеца, воопшто не се однесува во согласно со тие предупредувања. Напротив, значи јас не гледам дека се намалуваат непродуктивни трошења, инаку ММФ сака да предупреди каде што вели дека да се намалат трошоците за стоки и услуги, сака да предупреди да не настрадаат капиталните инвестиции кои нели секоја година од почеток се многу високи, па потоа при ребаланс на буџетот обично тие први мораат да страдаат. Како да го читаме ова намалувањето на социјалните трошоци и трансфери? Обично пензиските фондови се дупка без дно. Да не ни се случи овој грчки клиентелизам кај што ние се ситиме оти нели на некој остров имало 400 ослепени инвалиди и така натаму, а ние имаме веројатно во јавната администрација најмалце 4 до 5000 нововработени кои шетаат по кафулињата по Дебар мало, а примаат плата. Па мислам дека и кај нас има дефинитивно клиентелизам од таков тип и тоа го заклучувам на база на податоци од Државниот завод за статистика. Например, ако ги земете податоците од анкетата за потрошувачка на домаќинствата, каде што има податоци за изворите на приходите на семејствата, можете да видите дека најсиромашните 10% од семејствата во Македонија добиваат приближно исто социјална помош колку што добиваат и најбогатите 10% од семејствата. Тие податоци се изнесени, се направени на база на анкета, значи ги анкетираат домаќинствата, ги прашуваат колку приходи имате, од што ви се тие приходи, значи не се официјални податоци, него се на база на анкета, меѓутоа сепак се доволно индикативни. И тоа укажува на лоша таргетираност на социјалната помош, тоест укажува на одреден клиентелизам. Така што мислам дека дефинитивно има кај нас. Сега за сите тројца единствено прашање, немам намера многу да ве прекинувам, а тоа е прашањето дали ние се доведуваме сме до границата на внатрешното, на дубиозите на презадолженоста дома на владата. Бидејќи дел од странските финански пазари се затворени или се доста блокирани, одеднаш владата, додуше и по сугестија на ММФ, се сврти кон задолжување кај домашните банки кои се добро финансиски капитализирани. Меѓутоа има нешто што ми е интригантно. При последното задолжување од 25 милиона евра, 90% се на долги рокови, 10 години, 5 години, 10 години. Дали на тој начин нам таква да забрзана задолженост дома кај домашните банки, нели, може да не доведе во ситуација при евентуална несигурност на буџетските приходи и расходи, да ги доведеме и банките во неповолна ситуација? Ако се следи примерот со градежништвото, каде што владата донесе закон, кога виде дека нема доволно пари да ги исплати сите градежни активности од Скопје 2014, донесе закон каде што самата си легализираше доцнење и со законот си дозволи до 7 години да се пролонгира исплатата кон градежните фирми. Што ете зборуваме нели повторно, тие се фактурирани обврски, односно извршени градежни работи, а не фигурираат во на завршна сметка на буџетот, односно се прелеваат во наредната година. И сега ако се следи тоа однесување, значи веќе државата не е најсигурен плаќач како што се веруваше порано. Меѓутоа не е важно дали вие се задолжувате кога на пример имате некакви извори за задолжувањето само по себе, сакам да кажам дека не е лошо, туку треба да се види за што се задолжува. На пример едно домаќинство, нели, со вашата плата, кога вие немате пари за некоја покрупна инвестиција, да речеме реновирање или не знам купување на стан, вие посегате по кредити. Меѓутоа ја определувате вашата платежна моќ, нели колку што ќе ви е ратата, и сега тој кредит, да речеме, не знам, ја го употребувам така еден
во последниот текст пластичен пример, задолжувањето на оваа влада ми личи како да дома немате купатило, немате шпорета, зимате кредит, подигнувате за уметничка слика. Ме разбирате, значи работата намената на тие кредити, на тие задолжувања. Ако вие веќе ги задолжувате граѓаните и велите оваа година мене ми требаат повеќе пари од она што сме собрале како приходи, граѓаните треба да имаат бенефит во иднина нели од таквото задолжување. Ако се инвестира во инфраструктура ќе имаат, ако се инвестира во нешто што генерира во иднина трошоци, ќе бидат во потешкотија да ги враќаат, нели? Може ли банките да бидат заложници на владината агресивна домашна задолженост? Па јас тука би сакала да кажам за овие државни хартии од вредност. Значи, колку што јас имам, значи не се само банките инвеститори, не се фондови, да, значи и фондовите, да. Значи тука вложуваат, сега тоа би требало да биде за фондовите, значи државата, нели, као најсигурен мислам како најсигурен начин да се инвестираат нивните слободни средства кои што ги имаат фондовите. Значи тоа само сакав да напоменам дека не се само банките, мислам дека банките инвестираат во пократкорочните, а фондовите дека инвестираат во подолгорочните хартии од вредност. При тоа вие како што рековте, значи на подолги рокови сега одат тие државни обврзници, имаме 5, 10 и како што гледаме во последниве на повеќе на тие и на 15 години. Значи се оди. Мислам дека пред неколку години беше сугерирано и од меѓународните финансиски институции дека треба да се оди на тие подолги рокови. Веројатно нели со идеја оној должнички товар што е сега во наредниве години малку да се растовари за да оди за да продолжи понатаму, но како што кажа Ида, значи пред се целта на задолжувањето е клучна, значи. А сега, како што ме прашувате дали банките можат да бидат заложници, јас би навела дека банките имаат своји приватни акционери и тоа се пред се странски акционери. Значи во нашиот банкарски систем странскиот капитал сопственички е доминантен. Така да предпоставувам дека нивните газди во странство размислуваат кога инвестираат, како инвестираат и дека тие ја релацијата на внатрешното задолжување банките како вие та коментирате? Како прво морам да кажам дека според мое мислење Македонија нема проблем со јавниот долг се уште, дури да не е долг од 45% колку што е официјалната информација, да е можеби 50% од БДП, тоа се уште не е загрижувачко ниво. Дополнително ако се види колку се отплаќа на камати од буџетот, може да се види дека трошоците за сервисирање на долгот се помалку од 1% од БДП, што сепак е ниско ниво. За споредба само, Грција во последниве 20 на години исплаќа околу 7% од својот БДП за камати, значи Македонија исплаќа 10 пати помалце од тоа што го исплаќаат Грција, така што мислам дека јавниот долг се уште не е проблем во оваа држава, но дефинитивно се согласувам со она што кажа и Ида и Нина, дека е многу поважно од нивото на долгот на што се трошат тие пари. И се согласувам со Ида дека тие пари кај нас не се трошат на тоалет, на WC, во ситуација кога ви треба WC, и се согласувам дека се трошат на слика, но ја таа слика не би ја нарекол уметничка слика, туку би ја нарекол кич слика. Затоа што парите кај нас се потрошија на споменици, на фасади на згради, на плоштади што се менуваат 3 пати во 10 години и кои што наидуваат на подсмен на социјалните мрежи, затоа што во летно време имате толкав оцјај од тој бел мермер, а во зимно време веројатно луѓето ќе се лизгаат, се трошат на огради, на јавни институции, на скапи мерцедеси, на скапи мерцедеси, на задолжување на лизинг на ауди наместо да купат, точно во ситуација кога немате студентски домови, кога имате уствари студентски домови во кои што условите се како, не знам, како во некој концентрационен логор, кога немате основна инфраструктура во некои села, немате водовод и канализација во некои села, кога немате патишта, кога немате железница, имате возови, но немате железница. Значи тоа се проблемите кај нас, што парите се трошат на непродуктивни цели. Имаме јавни инвестиции, но тоа се лоши инвестиции, инвестиции во споменици, а не во инфраструктура. Јовановиќ, дали и колку е реален податокот за падот на надворешна трговска размена? Па не, да, ова е добро прашање. Да, ако ги гледате, ако ги видите податоците на Државниот завод за статистика, тоа е соопштението на ДЗС,
ќе видите дека извозот има пад околу 10% во овие 5 месеци од годината, а увозот мислам дека околу 15%. Меѓутоа, тој пад не е вистински пад, туку се должи на тоа што имате посилен долар. Податоците се изразени во долари и заради тоа што доларот лани беше послабо отколку што е оваа година, затоа има пад. Ако ги конвертирате податоците во евро или во денари, ќе видите дека нема пад, тоест извозот има раст во првите 5 месеци околу 10%, номинално, не реално, а увозот мислам дека исто има некој минимален раст. Така што тоа е проблемот со овие податоци, што се изразени во долари, што ги буни и аналитичарите и новинарите. За сите тројци да завршиме пред ЕПП и вашите завршни тези. Хан вели дека, тоа не го спомнав, дека со оваа политика може да биде доведени во прашање и привлекувањето на странските инвестиции, дека многумина веќе се резервирани, чекаат и така натаму. Наспреди тоа премиера денеска повторно вака 4 до 5 инвестиции. Како да забораваме што се случи со Субратарој, со 400 милиони на Веибо Груп, нигде никој не ги спомнува. Една голема инвестиција во Мариовско исто така е симптоматично, никој ништо не ја спомнува. Важно е да се реферуваат нови инвестиции, секогаш тие се доведуваат под прашање на ЕПП, а не на реални економски параметри. 9 години, нели, оваа гарнитура на власт и ние за 9 години немаме информации колкави се трошоците, да речеме, за привлекување на тие странски инвестиции, за да можеме да го пресметаме и да го процениме нето ефектот, односно кјарот од нивното присуство. Ето тоа што носат ноу-хау е, да речеме, нели, очигледен ефект, меѓутоа ние даваме пари за промотори, даваме пари за реклами, даваме за роудшоу и ништо тоа владата не е транспарентна да каже колку чини. Значи, ние само еден извештај до сега, оној за Johnson Controls, ако се сеќавате во Mac Invest излезе, од ревизорски извештај, дека македонските граѓани од буџетот ги плаќаат дури платите во Johnson Controls првите 2 години. Значи, ние, тоа е со дискрецијски договори. Сега, за секоја компанија тие подпишуваат некакви дискрецијски договори. Освен тој дискрецијски договор, ние не сме виделе друг дискрецијски договор, за да видиме на што се согласиле владата во име на македонските граѓани, за да тие компании дојдат тука и да инвестираат. Јас не велам дека тие се штетни, меѓутоа ние не го знаеме нето ефектот од нивното присуство. Инаку, ако видите според нели онаа додадена вредност, јас мислам дека според сега, не знам, Бранимир може знае најточно, меѓутоа најголем дел се додадена вредност се само платите на вработените. Тие немаат многу голема интеракција со домашните фирми, бидејќи речи се све увезуваат. Значи увезуваат, додадена вредност се платите и извозот. Значи многу е, ме разбирате, мала е додадената вредност. Политичката криза, финансиската нестабилност, економска нестабилност и овие ефекти или дефекти при привлекувањето на странските инвестиции? Па не знам, јас тука би навела, баш сега пред да дојдам ги гледав бројките, значи во првите 4 месеци мислам дека беше од годинава 105 милиони евра имаме влезени странски инвестиции. Во првите 4 месеци минатата година ги рачунав 118 милиони евра, значи сега имаме некое намалување, не знам, некои десетина проценти. Значи, сакам да кажам она што го рековте, од сите тие силни најави, 30 инвеститори чекаат, ама уште не објавиле, ама 2 сега ќе објават, ама 3 утре ќе почнат. Значи, еве ги бројките кои што покажуваат со колкави инвестиции реално влегуваат во Македонија. Значи, еве, во првите 4 месеци и имаме денеска изјава, нели, повторно од владата, дека и по странски инвестиции оваа година ќе биде најдобра, ќе имаме многу странски инвестиции. Јас на вистина не знам, 250 милиони ми се чини дека беше лани евра. Дали се тоа многу странски инвестиции? Сакам да кажам дека многу повеќе како да гледаме најави дека ќе почне да се гради, реалните бројки, еве, ова го покажуваат, значи според податоци на Народна банка. Друга работа е што кажува и да тоа, што ние немаме реални информации колку државата плаќа за стимулации на тие, значи као еден вид субвенции, парична помош или како сакате наречете го на тие инвеститори, а од друга страна јас не би мижела толку и на проблемот со малите плати кои што тие ги исплаќаат и како што кажа Бранимир и некои основни непочитувања на работнички права кои што може да неоколониализам кој е на еден и на друг начин. Бранимир, твој став на мене ситуацијата со странските директни инвестиции кај нас ме асоцира
асоцира на книгата 1984 од Џорџ Орвел. Што се случуваше таму? Во тоа имагинарно... Потемкино и села, ама исто е тоа. Во ред, само да се доискажам. Што се случуваше таму? Таму имаше ситуација кога владата постојано најавуваше оваа година ќе произведиме толку и толку, и кога ќе се оствареше производството, ако тоа беше пониско од она што беше прогнозирано претходно, тие ги менува информациите и кажуваа, значи ние го надминавме производството за 20%. Единствената разлика со нашите странски инвестиции е во тоа што владата се уште не почнала да ги менува прогнозите од минатото, заради што можеме да видиме дека странски директни инвестиции сепак имаат пад, како што кажа Нина, а не раст, како што тврди владата. Јовановиќ, Фидановска и Протугер се гости во Топ тема. По ЕПП нивните завршни коментари, политичката криза врз финансиските и економските текови или обратно. Протугер Велјковиќ, Фидановска Ниневска и Јовановиќ. Мои вечерашни гости со главната поента. Разврска или заплет? Разврска за политичката криза или заплет во финансиските и економските текови? Прашањето што ќе следува? Па не, ја мислам дека ќе следува статус кво. Нема да има некоја суштинска промена во наредниот период на краток рок. И мислам дека ќе продолжи ова состојба, дека што ќе случува, не знам, од есен натаму не знам. Можам да кажам што јас би сакал да се случува, но не знам што навистина ќе се случува. Што јас би сакал да се случува е да се навратиме на состојбата да пак имаме протести. Да заживеат пак граѓанските протести. Моментално тоа е невозможно, тоест не е невозможно, но е многу тешко заради временските услови, заради тоа што градот е празен и луѓето се одмрнели и слично, но од есен натаму веројатно има надеж за тоа. И јас се надевам дека до тоа ќе дојде, затоа што ја гледам единствениот начин кој што може да се направи притисок врз оваа влада, а според мене е преку тие масовни граѓански протести. Мислите дека може Заев и партиите тоа повторно да го анимираат со оглед на фактот дека во еден период влегува во тет разговори Груевски и Заев кој ги создаде невојите на резерви кај значаен дел на граѓанство кој изрази свој револт кон власта без оглед на инволвираноста на опозиција. Бидејќи бев активно вклучен во протестите од ноември наваму, можам да ви кажам дека не беа протестите организирани само од Заев, туку Заев беше само катализатор. Бомбите на Заев беа само катализатор на протестите. Оно што се случи на 5 мај беше еден автентичен граѓански револт. Тие луѓе таму не беа наговорени да дојдат таму од никоја политичка партија, беа поттикнати од бомбата што ја објави Заев, но не беа натерани од Заев. Така што да, ја мислам дека може да се, тоест се надевам дека може да се повтори тоа, но не го гледам Заев како единствениот играч во целата приказна. Политичка разврска или економски заплет? Јас мислам дека политичка разврска во насока на тоа да биде Македонија да стане пристојно место за живење, односно системски да се промени, нема да има со овие преговори, бидејќи тоа само моментално ќе надмине политичката криза, ако продолжат преговорите, нели ако дојде нуланти со Хан, и тоа ќе биде слично како настаните од 31 декември. Значи тогаш беше опозицијата под притисок, седна на преговарачка маса, дојдоа до тој документ, нели што го нарече власта тоалетна хартија, и потоа ништо не се смени во државата системски на подобро. Значи нас ни треба буквално силни институции кои ќе работат во интерес на граѓаните, а не да биде партиски диригирана економија. И тоа со овие преговори не може да се случи. Затоа мислам дека и на мислење сум дека Заев е само природен коалициски партнер на граѓаните кои едноставно оваа сакаат пристојно место за живење, значи да градиме една граѓанска држава каде што нели сите би имале еднакви права и системот ќе ги штити граѓаните, и дека тоа само се надоврза на бомбите на опозицијата. И мислам дека ако влезат во такви преговори што ќе значат некаква разрешница и смирување на ситуацијата на политички план, тоа нема да го смири гневот кај граѓанството кое бара системски промени. Нина, која поента? Не знам, јас моја поента, пак ќе кажам уште еднаш, ние немаме доволно информации за да знаеме многу што би можеле да очекуваме околу политичката разрешница, дали ќе ја има или ќе ја нема. Јас искрено сум... добри новини, јас сум песимист, еве, ако е моето мислење, треба да го кажам. Јас сум песимист, бидејќи не гледам навистина
некои отстапки кои што ќе бидат во насока на квалитетно разрешување. Значи, како што кажа Ида, во тоа дека ќе треба да се демократизира, значи, земјата. Значи, некоја постапка, да речеме, кај власта да гледам, дека тие се спремни да направат некои отстапки во насока на вистинско, реално демократизирање на било која област, ако сакате, значи. Така да исто, значи, затоа и не верувам дека, како што рековте, денеска излегува и ВМРО со соопштение дека нема да има повлекување на премиерот, не дозволуваат министри. Тогаш јас не знам дали опозицијата би се согласила во такви услови да преговара, но ајде да видиме, значи, меѓународниот притисок, може би тие носат нешто скриено во ракавот што ќе не изненади сите. Околу протестите, многу убава енергија се создаде на 5 мај, таа некоја реална енергија, некој реален граѓански протести, после што продолжија, значи, нели, протестите, што кулминираше со дали сега, не знам, граѓаните се веќе можеби изморени од овие преговори, пак има преговори, пак ќе нема преговори, пак ќе остане Груевски премиер, нема да биде премиер, овие се согласуваат со ова, оние не се согласуваат. Дали може таа нова енергија, но се согласувам со Бранимир дека само тие масовни граѓански протести можат да бидат реален притисок за, ако сакаме да реално гласот на граѓаните биде послушан од политичарите. Ама имам дека ќе имаме жешко лето, а лидерство во дебела сенка. Па не знам. Тоа е кога преговарате во пролет, во лето ќе одмарате. Во пролет се протестира, а не се преговара. По таа логика, значи, треба да чекаме есенската сеидба. Така е, така е. Да. Поштувани гледачи, ви благодарам најмногу пред се на моите вечерашни гости, Ида Протугер, Нина Фидановска и Бранимир Јовановиќ. Утре сте со Боби Христов.